Изминатава седмица се случи една интересна промоција на една книга која што ја представивме пред некој издание за македонската музика. Промоција која што подигна доста прашина во македонскиот музички живот пред се од страна на музичарите кои имаа доста реакции за ова издание, меѓутоа на самата промоција навистина не се случи ништо, немаше никакви ни прашања ни подпрашања упатени на адреса на издавачот, односно приредувачот на ова издание. Пред се главните полемики кај музичарите, односно главните реакции беа околу насловот на ова издание, устрована Юрок енциклопедија 1960-1997 година. Внатре во книгата оние македонски бендови кои што се поместени стои дека се од Скопје, односно од градовите од каде што доаѓаат, и реакциите беа токму на оваа година 1997. Образложувајќи го со фактот дека Македонија 1997 не е во склоп на Юрок енциклопедијата, а еве следува едно прашање од моја страна и како одговара Петар Ењатовиќ, предувачот на ова книга, токму по ова прашање: зошто вака стои илустрована Юрок енциклопедија 1960-1997? Паши сад, тоа е една варијанта која е... Внимавај сега, тоа е сега една варијанта. Потполно ми јасно, право да ти кажам, јас за тоа воопшто не размислував на политички начин. Знаеш, денес кога дојдов во Скопје прв пат ја слушнав таа идеја, меѓутоа постои едно графичко решение кое можеби на некој начин ја објаснува целата таа работа. Внимавај, оваа книга е пишувана во Белград и доста е работена од позиција на Белград. Медиумите во Србија навистина многу ја трошат ексију рок музиката и таа е на некој начин исклучително актуелна во Југославија. На некој начин изузетно актуелна у Југославија. И онда смо се играли... И тогаш се игравме на овој начин. Постои тоа некое... Dakle, postoji to neko grafičko rešenje. Некое графичко решение 1906, 91 и 97. Во сила се Ф и 91. Кога ја снема 91, ја снема и Ф, значи тоа е СРЈ. Ете тоа е таа игра. Верувај ми, воопшто не размислувавме додека ја работевме книгата на тој начин. Тоа е тој мал проблем на Белград кој обстојува. Нам од овој рок-н-рол свет се уште ни остана тој трип дека е тоа општо место, глобална работа. Исто така, доста полемики предизвика и самата концепција на ова издание, пред се гледано од наш аспект, од македонска страна, зошто некои бендови се ставени, а некои не се застапени во оваа енциклопедија. Исто така, Петар Ењатовиќ беше запрашан од наша страна за ова полемика, односно за неговата концепција во приредувањето на ова издание. Слушнете го одговорот. Па знаеш што, јас сам радејќи ову книгу отприлике се... Па работејќи на оваа книга се раководев од прилика со 5-6 странски енциклопедии за кои јас мислев дека се релевантни. И јас се обидував да го испочитувам начинот на кој тие работеле, затоа што во светот досега се излезени сигурно околу 300-400 рок енциклопедии и нема што многу да се мудрува. Единствено ограничување во таа деликатна ситуација во која ние се најдовме работејќи на оваа книга е поврзано со тоа што ова е навистина прва книга од тој вид. Значи ова навистина требаше да се офаде што е можно поширок спектар од состави, така да за некаков прецизен критериум е навистина тешко да се зборува. Моја идеја овде беше да мора да се најдат сите оние состави кои оставија длабока трага. Исто така и состави кои релативно беа обскурни, не беа премногу популарни, но по она што го работеа беа исклучително квалитетни, што се разбира многу субјективна категорија. И да, овде мора да бидат исто така и групи кои во рамките на својот жанр беа најасни представници на тоа. Исто се водев и со тезата, бидејќи во работата на оваа книга користев навистина многу специализирана рок штампа која се објавуваше од 66 до 91 година. Објавивало во Југославија од 66 до 91 година. Ако одредени бендови во времето кога активно работеа не беа премногу спомнувани во таа штампа, јас навистина не наоѓав за потребно да ги ставам во книгата многу години потоа. Ако моите колеги и јас не сметавме дека не знам во 83-та, 4-та или 5-та или 77-та пишувам за некоја група која објавила албум затоа што во тоа време беше маргинална појава, тогаш бев сосема мирен да таквата група не ја ставам во книгата. Се разбира, веднаш да се разбереме, воопшто не мислам дека ова